Ви посакувам топло добре дојде на сите вас кои во моментот се наоѓате пред вашите телеекрани и со нетрпение очекувате да започне новото издание на емисијата Урбан Блок. А што ние овој пат подготвивме за вас, дознавате од краткиот преглед на денешното издание. Во новиот Урбан Блок зборуваме за терапијата во биоинформатика, како да си приуштите дигитален одмор и кои европски дестинации се омилени за патување во мај. Останете тука. По рекламите следува новиот Урбан Блок. Ако во изминатите емисии зборувавме за тоа како изгледа еден скрининг кај нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика Ревит, во следните неколку минути ви откриваме од што се состои терапијата и како се користи. Во минатото издание на Урбан Блок зборувавме за дијагностиката со помош на биоинформатика. Зборувавме за тоа од што се состои прегледот, за која возраст е наменета и што следува по прегледот. Па тука дојдовме и до терапијата. Во денешниот Урбан Блок зборуваме за терапијата и за тоа како таа се користи. Одговорите ги имаат нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика во продолжение. Терапијата се состои од микропроцесори, од кои што пациентите дел ги добиваат во стаклени ампули или шишенца. Стаклените ампули или шишенца се полнат со обична, негазирана, по можност флаширана или филтрирана, значи чиста вода, вода за пиење. Се конзумира од таа структурирана течност со мала кафена лажичка, така како што ќе биде дозирано секој од шишенцата, односно според точно утврдена доза. Останатиот дел од микропроцесорите се користат со медицински фластер аплицирани на кожа. Тука веќе имаме директен контакт микропроцесори со кожа. Се аплицираат исклучиво на горен дел од телото, рака, рамо, грб, стомак, гради, таму каде што пациентот најпријатно ги чувствува, и тоа се аплицираат со рамната страна свртена кон кожа, а не рамната на фластер. Пожелно е еднаш во 24 часа да се одлепи фластерчето, со обична влажна марамица да се избрише рамната страна на микропроцесорите за да се отстрани слојот од маснотии што излегува од порите од кожата, прави изолација, да не им го ослабува дејството и повторно со ново фластерче се аплицираат на кожа на место различно од претходното, да не дојде до иритација на кожата од лепакот од фластерот, зашто осетливите кожи знаат да реагираат. Вообичаено во терапиите има микропроцесори што пациентот ќе треба да ги носи постојано, односно 24 часа, зависно од неговите индивидуални потреби, а секако и од сликата од скринингот. Можно е во една терапија да има микропроцесори што ќе ги носи само преку ден додека е буден и активен, други само за ноќе додека спие, евентуално трети за по неколку часа на ден. Се тоа зависи од индивидуалните потреби на пациентот. Една терапија се користи 45 дена, односно тоа е 45-дневен третман. Терапијата се користи во домашни услови. Правиме контролен скрининг после 20 дена, односно 3 недели од користењето на терапијата. Тоа е второ мерење, втор скрининг, имаме втора слика, позитивни резултати после 3 недели користење терапија, има буквално кај секој пациент. Втората слика веќе јасно покажува во кој правец оди регенерацијата и таму каде што е потребно, врз основа на сликата од контролниот скрининг, подготвуваме и дополна на терапијата, доколку сликата покаже сегменти каде што можеби регенерацијата оди побавно или послабо, за после 45-тиот ден го постигнеме максималниот резултат. По 45-тиот ден правиме повторно завршен скрининг, каде што се гледа резултатот постигнат од целиот третман. Живееме на вистина во брзо и стресно време, а што е најлошо од сето тоа, постојано сме пред екрани. А како најбрзо и наједноставно да си направите дигитален одмор, ви откриваме во прилогот кој следува во продолжение. Живееме во ера на постојана дигитална стимулација. Постојано сме изложени на екрани и бомбардирани со информации. Просечниот човек поминува повеќе од 7 часа дневно пред екраните, што доведува до дигитален замор, ментална исцрпеност, губење на фокусот, анксиозност и намалена способност за дружење. Во исто време се зголемува и низото на кортизол, хормонот на стресот,
додека се намалува лачењето на серотонин и допамин, клучни хормони за чувството на среќа и задоволство. Истражувањата покажуваат дека оние кои ги користат своите телефони повеќе од 4 часа дневно имаат поизразени симптоми на стрес, анксиозност и депресија. Постојаната прекумерна изложеност на екрани го стресува нервниот систем и ги забавува природните процеси на закрепнување на умор и телото. Прекумерната употреба на дигитална содржина создава лажно чувство на илузија за поврзаност со другите, додека всушност ги зголемува чувствата на осаменост и анксиозност. Заситеноста на информациите негативно влијае на концентрацијата и доведува до ментална исцрпеност, а дигиталното преоптоварување може да предизвика хроничен стрес и да ја намали емоционалната отпорност. Дигиталната детоксикација, свесно ограничување на времето поминато на екран, ни помага да ги вратиме природните модели на функционирање на умот и телото. Кога ќе ја прекинеме континуираната дигитална стимулација, ја поттикнуваме работата на парасимпатичниот нервен систем, кој природно го релаксира и смирува телото, ја намалува анксиозноста и придонесува за емоционална рамнотежа. Кога ги оставаме апаратите, телото спонтано влегува во состојба на релаксација и се враќа емоционалната стабилност. Дигиталниот одмор отвара простор за вистинска директна комуникација. Квалитетните врски во живо, лице в лице, низ заедничките моменти значително ги намалуваат симптомите на депресија и анксиозност. Да се биде во природа и дигиталната детоксикација имаат конкретни физиолошки придобивки. Го намалуваат нивото на хормоните на стрес, крвниот притисок и отшукувањата на срцето. А во исто време го стимулираат лачењето на серотонин и допамин. Дури и 20 минути дневно поминати во природа може значително да ги намалат физичките симптоми на стрес. Во контакт со природата го поттикнуваме лачењето на ендорфин, што дополнително придонесува за чувство на мир и задоволство. Заедничките активности како што се пешачење, кампување или излети не само што ги зајакнуваат емоционалните врски, туку и развиваат емоционална интелигенција кај децата и возрастните. Истражувањата покажуваат дека семејствата и пријателите кои организираат активности во природа и без телефони имаат повеќе заеднички моменти на смеа, подобра комуникација и помалку конфликти, додека вработените кои поминуваат време во природа после работа имаат дури 40% помал ризик да развијат синдром на исцрпеност. Еден од најприродните начини за ментално и физичко ресетирање е да одите боси по тревата. Оваа едноставна активност, позната како заземјување, ги активира нервните завршитоци во стапалата, ја подобрува свесноста за положбата на телото и го стимулира парасимпатичниот нервен систем. Контактот на кожата со земјата го намалува нивото на хормоните на стрес и го стимулира лачењето на серотонин и допамин, што носи длабоко чувство на внатрешен мир. Покрај психолошките придобивки, одењето по нерамни, природни површини дополнително ги зајакнува мускулите на стапалата и ја подобрува рамнотежата, што на долг рок придонесува за стабилност и целокупно здравје на телото. Само 10 минути босо одење по тревата дневно може да биде значителен чекор кон намалување на стресот и враќање на чувството за поврзаност со себе и светот околу нас. Детоксикацијата од екранот во комбинација со престојот во природа не е луксус, туку неопходна практика за одржувањето на ментално и физичко здравје. Вистинската рамнотежа помеѓу дигиталниот свет и реалните, автентични и природни искуства ја зајакнуваат отпорноста на стрес, ги подобруваат односите и не враќаат кон себе. Малите дневни промени, како прошетки без телефон или одење офлайн за време на викендот, може да имаат долгорочно позитивно влијание врз нашето ментално здравје, врз психата и животната енергија. Мај е еден од најубавите месеци во текот на годината, па затоа ние во следните неколку минути ви откриваме неколку блиски европски дестинации кои е најдобро да ги посетите во мај. Летото во Европа е омиленото време за патниците од целиот свет, привлекувајќи илјадници луѓе на омилените дестинации, како Рим, Париз и Лондон. Сепак, поради преполните улици и помалку од идеалното време, летното патување во некои европски дестинации не е идеално искуство. Но не грижете се, постои скриено богатство. Мај во Европа. Сватете го тоа како вкус на лето. Градовите не се преполни и времето преминува од пролет во лето, нудејќи совршена клима за истражување. Нема потреба да се прашувате каде да патувате во Европа во мај. Составивме листа од неколку најдобри места, кои можете да ги посетите уште оваа пролет.
Амстердам, Холандија. Просечната температура е од 10 до 17 степени Целзиусови. Амстердам во мај го нуди најдоброто од двата света. Раздвижена градска атмосфера без летни гужви. Како едно од најдобрите места за посета во Европа во мај, градот има блага клима и подолги сончеви денови, што го прави совршен за истражување со велосипед по неговите многобројни велосипедски патеки. Ќе уживате во пократки линии и непознатите атракции и директно ќе го почувствувате преминот од пролет во лето. Амстердам во мај нуди идеални услови за незаборавно истражување и откривање. А исто таква и Валенсија, во Шпанија, каде просечната температура е помеѓу 12 и 23 степени Целзиусови. Мај во Валенсија нуди совршена комбинација на топло време, помалку туристи и возбудливи настани. Тоа е идеална дестинација за оние кои ја истражуваат Европа во мај. Открите ги главните атракции како што се градот на уметностите и науките, катедралата во Валенсија и Централниот пазар. Уживајте во активностите на отворено како возење велосипед низ парковите, шетање низ градините и восхитување на уличната уметност. Опуштите се на терасите со предјадење и локални вина или опуштите се во живописните плажи. Не заборавајте ги прекрасните заедисонца од баровите на покривот или за време на крстарењето. Валенсија во мај ветува магично искуство за патниците кои бараат сонце, култура и релаксација. А можете да ја посетите и Атина во Грција, каде просечната температура е помеѓу 16 и 25 степени Целзиусови. Доколку ги барате најубавите европски дестинации за посета овој месец, Атина блеска во мај. Со идеални временски услови, ова е совршено време за истражување на античките орнатини и културните богатства без летните горештини. Како еден од најтоплите градови во Европа, во мај Атина оживува по потивките зимски месеци, со живи ресторани, барови и кафулиња кои нудат вкусна грчка кујна. Мај носи сончеви денови, цвеќиња во полн цут и толерантна гужва, што ја прави Атина задолжителна дестинација за патување надвор од врвот. Добра идеја е и Тоскана во Италија. Мај идеално време да се доживее волшебната убавина на Тоскана пред да започне напорната сезона. Температурата е помеѓу 15 и 23 степени, и ако се прашувате каде да одите во мај, Тоскана е совршен избор. Уживајте во познатата винска култура во регионот на настани како Мостра де Кианти и Кантина Аперте, кога винариите ги отвараат вратите за дегустации и тури. Плюс уживајте во сезонските задоволства како свежи цреши, познати по своите антиоксидансни својства, додека уживате во прекрасните пејзажи што цветаат диви цвеќиња. Истражете ги историските знаменитости како што се кривата кула во Пиза или ренесансните чуда на Фиренца. Сето тоа наспроти пејзажите со ридови и лозја. А ништо помалку убаво не е ниту во Сплит, Хрватска, каде просечната температура е помеѓу 16 и 23 степени Целзиусови. Јадранското море тогаш почнува да се загрева, достигнувајќи температура од околу 19 степени Целзиусови. Како едно од најдобрите места за посета во Европа во мај, Сплит нуди помалку врнежи и пријатна влажност, што го прави совршена предсезонска дестинација со пријатни температури и помалку гужви. Иако морето е се уште свежо за капење, топлите зраци на сонцето нудат одлична можност да го започнете вашиот летен ден. Песочната плажа Бачвице, која се наоѓа во близина на главното пристаниште, е популарно место за сончање и уживање во освежувачкото море. Покрај тоа, мај нуди совршено време за прошетки низ античките ѕидини на палатата на Диоклецијан. Уживајте во живата атмосфера додека ги истражувате историските улици и шармантните улички, правејќи го мај идеално време за искусување на крајбрежниот шарм и богатата историја на Сплит. И за крај на оваа листа ни е Ница, каде просечната температура е помеѓу 13 и 19 степени Целзиусови. Мај во Ница нуди совршен спој на пролетен шарм и релаксација на француската ривиера. Како еден од најдобрите европски градови за посета во мај, Ница ужива во благи температури што ја прави идеална за активностите на отворено без летни горештини. Еден од најважните моменти во овој период е отварањето на плажа клубовите покрај плажите со камчиња, каде што посетителите можат да лежат на лежалки, да пливаат во Медитеранот и да уживаат во оброците покрај море. Патувањата покрај ривиерата нудат можност да откриете скриени заливи, да пливате во кристално чиста вода и да уживате во прекрасни пејзажи, што го прави мај идеален месец за искусување на крајбрежната магија на Ница.
Сладкиот шеќерен производ на стапче, кој речиси не постои дете кој едноставно не го обожава, наречен лижавче. Всушност е вид на кондиторски производ, главно во цврста положба. И како што сите знаеме, е наменет за лижење. Покрај другото, омилено за сите деца го прават и различните бои. Но и многуте различни сладки вкусови во кои можеме да го најдеме на полиците во маркетите. Најмногу ги има во овошни вкусови и најчесто се во облик на мали топки. Но една од причините што сите се радуваме на лижавчињата се нивните небројни форми и облици во кои ги наоѓаме. Весели, шарени, сладки, па има ли нешто поубаво од тоа? Но како дошло до идејата ние денес да се засладуваме со овие шеќерни стапчиња? Идејата за овој сладок десерт всушност е многу едноставна. И веројатно тоа е причината поради која лижавчињата биле откривани безброј пати. Првите корени на ова шеќерно задоволство е од Соединетите Американски држави. Но од оваа прва идеја до денешните лижавчиња настанале многу промени и изобличувања. Постојат и одредени шпекулации дека за прв пат лижавчето било откриено во периодот помеѓу 1861 и 1865 година, или за време на граѓанската војна во Америка. А некои пак изнесуваат сосема друга приказна за настанокот на лижавчињата и веруваат дека истите биле измислени повеќе од 60 години пред тоа. Имено се тврди дека Џон Смит е првиот човек кој го вовел лижавчето во неговиот модерен стил, а дека нивното име го заштитил во знак дури и во 1931 година. Според некои верзии, тој го додал стапчето на шеќерниот десерт со цел тоа да биде поедноставно за јадење. Додека пак легендарното име Лолипоп го добиле според популарниот тркачки конј. Овој збор датира од 1784 година и првично се однесувал на меки сладки, а потеклото пак на самиот термин е од зборовите лоли, што значи јазик, и поп, што во превод значи шамар. Првите знаци за лижавчето потекнуваат од 20-тите години на минатиот век, а можни траги за потекло се поврзуваат и со римската традиција и нивните јаболка на стапче. Од друга страна пак, првите сладки, кои наликуваат на она што ние денес го нарекуваме лижавче, водат потекло од средниот век, кога биле употребувани од благородници кои јаделе топен шеќер, со помош на стапчиња или рачки. Иако постојат бројни верзии за настанокот на лижавчето, неговото откривање е се уште мистерија. Иако водејќи се според надписите во книгата Храна на мислите, најприфатената е теоријата дека ги измислил Џорџ Смит, кој за прв пат истите ги представил во градот Нью Хевен, Конектикат. Неважно каде и кога ги измислиле. Важно е дека ние ги користиме денес пред цел задоволство. Но може би и не сте знаеле дека постојат податоци кои велат дека лижавчињата во некои видови се користат и за диета. Потоа ги има и со вкус на лекови и како такви служат за навикнување на децата на вкусот. Некои се прават со цел да бидат моќен анелгетик, а верувале или не, во северните земји како Германија или пак Холандија има лижавчиња кои имаат и солен вкус. Во нивниот традиционален вкус веројатно се највкусни и како такви можете да ги најдете во маркетите, но можете и брзо и лесно да ги подготвите и во вашиот дом. А ние ќе ви покажеме како да го направите тоа. Постапката е многу лесна и брза, а нема да ви одземе многу време ниту потрагата по состојките потребни за подготовка. Затоа што тоа се состојки кои ги имате дома или пак лесно ќе ги најдете во маркетите. Пред да почнете со смесата, лесно направете си калапи за една употреба. Земете неколку пластични чаши и со ножички исечете го дното. Нека бидат големи колку што сакате да биде големо и лижавчето. Потоа на едната страна направете засек во кој ќе ги вметнете стапчињата за лижавчиња. Сега сте подготвени да започнете со подготовка на смесата.
Во еден сад на оган загревајте вода заедно со 2,5 чаши шеќер, се додека шеќерот целосно не се растопи, а смесата не ја добие потребната густина. Потоа се тргнува од оган и се остава настрана. Во пластични чаши се става помалку боја за готвење во зависност од желбите, а во нив подоцна додавате од смесата, која претходно ја подготвивте. Потоа едно по едно ги истурате во калапите во кои вметнавте стапчиња и оставате да стане цврсто. Потоа само ги вадите од калапите и лижавчињата се подготвени да предизвикаат насмевка на нечие лица. Ако сте доволно креативни, играјте си со бои и форми и ќе добиете совршени лижавчиња. Со ова го завршуваме денешното 30-минутно дружење и сигурни сме дека и овој пат останавте со нас до самиот крај. Но доколку не пропуштивте, можете да го погледнете репризното издание во сабота или пак да го посетите нашиот YouTube канал. Ние се гледаме повторно следната недела, а до тогаш не заборавајте да бидете урбани.